Денеска се проби првиот од двата тунели во Фаришката клисура кој што се дел од новиот експресен пат Прилеп-Градско. Тунелот е со должина од 139 метри, а се пробивал цели 7 месеци. Другиот тунел што треба да води во спротивната насока треба да биде долг 159 метри. Делницата Фариш-Дреново, каде се наоѓаат тунелите, е така наречена втора фаза од овој експресен пат. Долга е околу 10 километри, а истата ја гради кинеската Синохидро. Вредноста на изградбата на оваа делница Дреново до Фариш изнесува повеќе од 33 милиони евра, а само за изградбата на тунелот инвестираме 5,7 милиони евра. Динамиката на изградбата на оваа патна делница, но и генерално на целата траса на експресниот пат се одвива со добра динамика. Знаеме колку е значаен овој експресен пат за целиот Пелагониски регион во нашата држава. Тој има големо економско и социјално значење за целиот регион. Министерот Бочварски истакна дека со засилено темпо се работело и на првата делница од овој нов експресен пат од Градско до Дреново, но за разлика од лани кога се ветуваше дека експресниот пат ќе биде готов до средината на 2023. Сега нема толку цврсти ветувања, само тоа дека се вложуваат максимални напори да не се прекршат раковите. Ширината на коловозните ленти на секој тунел ќе изнесуваат по 3,5 метри, додека пешачката патека ќе биде по 1 метар. Очекуваме градежните активности да бидат завршени на време, бидејќи изведувачот комплетно е мобилизиран и ги има сите потребни ресурси, работна сила, механизација и опрема. Ова ќе биде 14-тиот тунел на патиштата во државата. Инаку кога станува збор за обновата на инфраструктурата во Пелагонија, може слободно да се каже дека многу се ветува, но бавно се реализираат ветувањата. Уште во средината на 90-тите се ветуваше автопатско решение Битола Прилеп Скопје, но денес, 25 години после тоа, се уште се вози по катастрофално лошиот коловоз на преминот Плетвар. Овој пак експресен пат се гради од 2016 година. Дали ова светло на крајот од тунелот ќе значи дека конечно Пелагонија ќе добие за брзо време современа патна инфраструктура, останува да видиме.